Почитувани, добар ден, добре дојдовте, или ајде, добре дојдовме сите во емисијата Очи во очи, мајки предвид дека тоа е местото кое не поврзува, не обединува просторот, и имајќи предвид уште повеќе дека имавме добри разговори во емисијата во тек, нема навистина причина ниту потреба да се прекинуваат или некако да се ограничуваат, така што јас би зборувал повеќе. Напротив, еве слободна тема и да ја завршиме оваа недела така што на некој начин и ќе со продолжувањето на разговорите, дискусиите, изложувањето на различните аспекти за тоа кој како ги гледа работите, всушност ќе ја заокружиме и оваа недела и ќе имаме и навистина материјал за анализирање за време на викендот, како ние кои дискутираме, така пак уште повеќе оние кои не следат и се надевам со уште подобри, попроширени погледи ќе можеме да продолжиме од понеделник. Ете, тогаш можеме и веднаш да почнеме. 6091 924 6091 925 се телефонските броеви. Добар ден за првиот учесник. Повелете. Здраво. Здраво, повелете, се слушаме. Вака сега. Ја би кажал нешто околу овие што се лепачиве на плакати патиски. Добро. Значи, ја не можам да ги разберам. Кажуваат, вика, така направил тој Заев, направил Ковачевски, така Али Ахмети направил вака, онака, сите тие направиле. Значи, па затоа не се власт. Значи, ја утнале работа што ја утнале, казнети се. Но добро, да, разбирам, не ве прекинувам, но се праќа и порака, а да ги вратиме ли нив истите кои биле толку успешни? И сега на гревовите што ги прави постоечкава власт, значи незините гревови, они се вадат на тоа што овие направија. Па тие дека такви беди правеа, народот реши да ги казни. И ги казнува на тој начин што ги носи овие на власт, бидејќи овие ветија брда и долини. Значи, многу работи ветија. Ветија дека ќе го вратат име. Ветија дека ќе ги ослободат баткиве у парламент што влегоа 2017 година. Многу работи ветија, многу. Они ништо не реализираат она што ветиле, него прават суштински други многу погрешни работи за државава и за народот. И пак овие ги правдаат, века па така треба. Па што така бе, па ради тоа дојдовме до ова дереже што ги правдаш овие. Аве како да ги правдаш, казнувај. Еве сега слушам нешто, некоја декларација у Брисел, кај таму нешто ги испопалиле овие од Европска унија. Вие сте прекрасни момци. Ја не сум вишол таа работа што е, како е, али на провладините телевизии, па дури ново се ударат у груди, ја не знам што постигнале кој. Да, благодарам. Не е фалење, конкретно станува збор за онаа резолуција која го спроведува мониторингот околу тоа какви се состојбите, човековите права и слично, се затвора таа резолуција. Не значи дека нема забелешки и така натаму, но прекинува, значи, не сме веќе под мониторинг, што се доживува, ете, како позитивно е секако, но се доживува или се прикажува како пакете, не знам, вонземски успех и слично, правејќи паралела дека Црна Гора, Албанија и понатаму се под мониторинг, што не може туку така рамноправно да се третира, може да се толкува тоа и затвораат затоа што си надвор од категорија. А овие ги мониторираме, ги следиме како напредуваат. Секако, не е ниту тоа, но затоа велам, работите не се ниту совршено, се затвора затоа што е совршено, има многу работи кои не се како што треба таму. Затоа и ова што зборувате вие, исполнувањето на ветувањата и така натаму, прашање, односно прашањето е како во континуитет се развиваат работите. Ако се на власт 2 месеци, нормално, а што исполниле? Па само што дошле. Но ако се веќе околу 2 години, кои да се, врз основа на тоа што е направено, може да се очекува
како ќе се развива и во следните 2 години. Затоа што јасно дека не може во последната година одеднаш сега ќе правиме, а ништо не сме правиле досега. Значи и мониторингот е во таа смисла. Има преглед наназад, сите слабости, неправилности, дали воопшто нешто е правено, до каде е направено и што може понатаму да се очекува. Во таа смисла велам и мониторингот е во него има секако слабости и со самото тоа што се затвора сега не значи дека се затвора затоа што се исполнети сите работи, но да речеме она некое елементарно ниво е исполнето, како, не знам, ќе надополните малку гориво, па се угаснала сијаличката, веќе не свети, што не значи дека имате полн резервоар. Секако, значи, велам, не значи дека е негативно нешто, да не испадне сега, ако е отворен, тогаш ова ќе критикуваме, а сега и критикуваме ако се затвора. Јасно, но поентата е да не сега кој знае какви да не се оди во крајности, ајде, накратко кажано. Ниту дека подвиг е супер, позитивно е, но е како дел од уште еден момент од етапата. Ние треба да тргнеме и кон неу и така натаму. Значи, добро е да имаме оптимизам, дека може би нешто ќе тргне кон позитивно. Но барем да видиме дека воопшто тргнува патот кон неу. Тоа тогаш ќе биде уште поголема потврда за тоа дека еве сега тргнавме. Не е само добро, еве сега дополнивме гориво во локомотивата, супер, но уште стоиме. Во таа смисла не треба ниту да се биде ни песимистички, ни екстремно критизерски, но ниту кој знае што супер ура и ќе отвораме шампањ како Заев што отвораше, а ништо не тргнавме. Во таа смисла стоиме и сега. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Благодарам. Вака, вие почнавте со зборот дека не треба, немаше, и јас ќе речам, потреба некој да биде прекинат во претходната емисија. Да. Меѓутоа може да коментираме. Ама јасно. Како што исто коментираат за јас кога говорам. Јас кога говорев денеска, не кажав ни еден збор што не е долечен, за во оваа емисија само направи споредба. Меѓутоа, оние поддржувачи или членови на ВМРО ме нападнаа со недолечни зборови, кои не мораше да се кажат на телевизија. Сите знаеме дека оваа емисија не е за тоа, за тие они што збореа. Ама јасно. Ниту задник спомнав, ниту дека емисијата е за секс. А тие баш тоа го спомнаа. Меѓутоа, тоа е карактеристично за ВМРО како партија, за ДПМН, всушност и за нивните поддржувачи, а од друга страна оддалеку се бранат ако некој каже за нив некој збор. Имаме ли, еве кратко да ве прекинам, проблем со наталитетот, како да се зголеми и така натаму? Па зашто зборуваме? Имаме, ако нема секс, нема наталитет, тоа ништо не е срамотно. Нели е државно прашање, стратегија и така натаму. И убаво ме дополнiste. Мора да има нешто пред тоа за да се случи тоа. Не може тоа туку така да се случи. Па да, инаку тогаш е нешто друго, да не се изразам. Така, тоа веќе други зборови треба да ги кажеме во друг контекст. Се убаво кажавте и вие, а и јас, значи ние имаме до негде, сме се договориле, ама сега стоиме тука и правиме вака како што не е убаво. Значи треба да продолжиме да се договараме, за да излеземе до таа Европска Унија. А не, они сакаат 70% додат во Европа, ама не сакаат да интервенираат таму каде што треба, за тоа што се договориле, не сакаат да работат. Ете, тоа беше споредбата. Ја не знам зошто се пак ќе речем, нивната ароганција за секоја тема ја имаат. Меѓутоа, тоа на нивна совест и сите што гледаат вакви емисии. Благодарам ве, поздравувам. Јас затоа кажав и околу пристапот. А зошто би барале ние гаранции дека нема да не омаловажуваат и бараат, не знам, условувања, поставуваат јазик и така натаму. Да, тоа е очигледно пристапот официјален. Но, ајде гаранција да, како што кажав, јас ќе тргнам на патот кон работа, а вие, работодавецот, гарантирајте ми дека никој нема да ме навредува, омаловажува и бара да сменам име и облека и така натаму. Инаку не тргнувам. Или вториот пристап. Јас вас ве предупредувам, јас ви давам гаранција дека што и потенцијално кој од вас, од вашите членки на патот кои што стојат кога јас ќе тргнам, ако
се осмели да омаловажува, да навредува, да поставува билатерални прашања, да ми задира во тоа кој сум јас, нација, идентитет и така натаму, дека јас нема да дојдам на работа. Затоа што нема да прифатам ништо од тие барања. Тоа е втората работа. Значи, не ти гарантирајте ми вие дека нема да ми барате. Не, јас ви гарантирам дека ништо од тоа нема да прифатам, ниту ќе ви дојдам на работа. А тоа е нормално. Како сте тргнале каде и да е, нека ви гарантира некој дека попат нема да ве навреди некој. Инаку не излегувам од дома. Не, излегувам јас. Јас ви гарантирам дека кој се осмели да ме навредува, дека нема да помине добро. Нема да му помине навредата, нема да му помине обидот на омаловажување. И нема да биде прифатен секако. Или прифатено барање, да јас да сменам име или што и да е. Јас тргнувам да, за објективни проблеми ќе разговараме, како јас се однесувам и какви услови исполнувам. И дали сум потоа за тоа работно место, значи во клубот на ЕУ. Но попат, ако кој да е од вашите таму тие членки се осмели да омаловажува и така натаму, не вие да ми гарантирате, јас ви гарантирам дека ништо од тоа нема да прифатам. Ниту ја прифаќам работата со вас воопшто да садам тикви. Па вие размислете по тоа. Јас се откажувам тогаш. Значи и тој пристап е, значи ова би бил проактивен пристап. И овој кој ние го нудиме, барем премиерот го понуди, дајте ни вие гаранции. Тоа е тој пасивен. Гаранција додека не дадете, јас не мрдам. Сега тоа е кој е но не е единствен. Значи еве е проактивен пристап. Како што кажав, тоа е тој. Јас излегувам, јас вам ви гарантирам. А вие мислете дали ќе поставите нешто или не. И ќе барате ова нешто или ќе омаловажувате. Ако сакате да сме членки, ако сакате регионот Западен Балкан да стане дел, вие мислете како ќе се однесувате, јас ви гарантирам дека нема да ви помине ни едно потенцијално барање кое ќе го можеби ќе го испорачате, а кога јас ќе тргнам кон вас на пат кон тоа семејство да се интегрираме. Така да затоа велам, има секогаш има варијанти. И тоа е тоа. И едната и другата е во оној контекст исто, мивка. Ќе бидете мивка или не. А ќе седам дома, ако не ми гарантирате или не, јас ќе тргнам, а јас ви гарантирам. Така да, само прашањето е која е поефективна. И побрза временски. Оти исто вие, чекајки абер да ви стигне од работа, може подобро да тргнете вие. Па барем ако ништо друго, побрзо ќе се расчистат работите. Дали има план за омаловажување, субјективни околности, така натаму, како што кажа премиерот, или не. Вака, чекајки, па ако не ве видат дека сте тргнале, па никој нема ни да ве перцепира. Вака, ќе тргнете, па кога ќе ве видат, ќе видиме што ќе ви кажат. Дали ќе ви кажат, кој си ти, смени го името, или ќе молчат. Повелете, добар ден. Ало, да, повелете, добар ден. Па ја мислам да бидам искрен кон вас, дека ќе ви го гарантирате времето од 2 минути сега. Да. Ќе го искористам. Повелете. Да не го губам на друг начин. Повелете. Почитам водителу, денеска, преди малко слушам вести, кои све фирми, кои све предпријатија се должници на државава. И тоа суми на пари, почитуван водителу. Ги гледам приватниве гинеколози, не можат да состават крај со крај, за да излезат на крај да земат една честна плата. Почитувам водителу, го слушам министерот за култура. Бога ми, јако културен. Воравен глумец на времето, нели, артист, и кажа за Охридско езеро. Сега се свести дека Охридско езеро може да го изгубиме од УНЕСКО, нели е заштитен тоа, со се тоа делогради што се случува, и тоа ќе го голтнеме. Почитувам водителу, ќе го голтнеме и ова градоначалников на град Скопје, што го прави со советниците. На каков начин ги внесува да бидат советници. Почитувам водителу, забораваме ли шпиц играчот на времето, сегашниот премиер, како гарантираше дека ќе ги извади од затвор овие што беа судени до 27. Слушам, сега тоа го негира. Ја тоа не сум го рекол, немам чаровно стапче. Почитувам водителу, ја видите ли вчера гордата Гордана како клачка со глава и мижи, и она била многу интелигентна и од што
а сестрамела го правила тоа. Не почитувам родителу. Гордата Гордана има оглавче од чизмата и за тоа така се однесува. Благодарам, здрав, жив и пријатно. Поздрави до вас, до слушање, повелете, добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушам, да. Денеска успеав 2 пати да ве добијам. Повелете, одлично, да. Првата гледачка јас многу ја почитувам и незините излагања многу ми се допаѓаат и не само на незина, пола од гледачите стварно ми се допаѓаат излагањата. Сега ќе кажам за Кривичниот законник. Кривичниот законник е полош од првиот, да знаете. Јас знаете дека дома имам правници, адвокати. Так. Тој е полош од првиот. Али нема врска, така направиле. Мене ме интересира зошто е прекратено обвинението на 11 полицајци што требаше да се направи обвинение за дискотеката Пулс. На некои им застарело делото, а некои не биле виновни, не биле определени само за безбедноста. Таму или за музиката, или кој влегува, како излегува. Сега одеднаш за нив нема обвинение. А зашто, сега ќе се вратам назад неколку години, сигурно се сеќавате, зашто го обвинија новинарот Кежаровски? Зашто сакаше да направи истражување како загинал газдата на Фокус. Го обвинија, го држеа во притвор, не знам дали го осудија, само Кежаровски има дадено во Страсбург, ќе добие голема пара за тоа што го преживеа, он и неговата фамилија. Ви посакувам убав викенд и ќе се слушнеме, ако имам среќа, другата недела. Благодарам, пријатно. Исто така, секој добро до слушање. Повелете, добар ден, кој ни следен. Повелете, добар ден. Дали имаме некого, повелете. Ало? Да, добар ден, ве слушам. Добар ден, Исо. Поздрав, да, се слушаме. Поздрав до тебе. Благодарам, повелете. Многу е тешко да се зборува после две вакви стручни излагања на овие двете господи. Ајде, ке се обидеме. Па прво вчера што ми падна во очи, например, Оливер Спасовски во интервју кажа дека 270 делегати не им доша на Конгресот. Веројатно и тие се поморовски, ама преправени као самовци и не отише за да ги бойкотираат. Се освестиле... А добро, или може уште не се определиле, зависи сега. Така, значи, они делегати, замисли на кои функции се во СДСМ и гледаат кај оди партијата, се освестија луѓето, ама овие тука во емисијава не се освестуваат. И многу ми се нешто контрадикторни, знаеш, све они се навредени, они кога вреѓаат, кога не нарекуваат лепачи на плакати, тоа не е навреда. Или квази патриоти, не е навреда. Само они се навредени. Ве господи, значи треба да си способен, не треба си лепач на плакат. Јас сега работам за фирма кај што газдите се СДСМовци. Не ме терале да лепам плакати. Значи бараат стручност. А лепат плакати некој као вас, што не ве бива. И немој да изигрувате духовитост и вицкост, посебно таа првата госпоѓа што многу се вреѓа, многу е духовита, сака да испаѓа, а вреѓа со тие нејзини духовити настапи, кога не си надарен за духовитост. Тогаш место на вицот, госпоѓо, ќе ти се смеја тебе публиката. Човек што знае што е духовит, се смеат ради духовитоста, а на некој што не е духовит, му се смеат на тој што се обидува да биде духовит. Тоа ви се случува. И комисијата, исто завчера Еврокомисија некоја тамо, нели донесе заклучоци да не се користат билатералните спорови во евроинтеграциите? Да. Тоа никој не го кажува, така? Веќе истече времето. Благодарам. Во таа смисла јас реков да имаме, мислам или размислувам, да имаме поставеност таква во која тие ќе го менуваат пристапот. Или да дискутираме за повеќе наши пристапи кои би биле најефикасни. Значи, дали е најдобриот пристап или најмалку лош, се едно, како со договорите преспански, што знам, или се едно, која прилика е најмалку лоша. Затоа што бара отстапки, секако, значи, не е идеална.
Бара отстапки спротивно и бараше тоа што е направено досега. Значи, дали да чекаме да имаме гаранција или да имаме една поставеност во која тие ќе го менуваат пристапот. Да се издигне на тоа дека билатералното треба да е билатерално. Во таа смисла, значи, едноставно ви даваме до знаење, ние сме подготвени, ајде да тргнеме, но ниту условено, ниту какви да се, ајде да тргнеме, но ние вас ве предупредуваме. Ако имате некакви други намери во текот на тој пат, досега направивме тоа како многу отстапувања. Еве, ви кажуваме, нема да прифатиме било што како што е наведено, се едно, дали премиерот не е битно, субјективни. Омалуважување, директно јазик, идентитет и така натаму. Ви велиме однапред дека ништо нема тоа да биде прифатено. Затоа што, велам, а што да бараме гаранција? И утре гаранција добиваме, и тргнуваме, и повторно некој бара нешто. Па ќе најде некој образложение. Да, ама тоа ви гарантирале овие, не сме ви гарантирале ние како земја. Работата ќе стопира, ние треба повторно да се објаснуваме. Вака, што, како, вие размислувајте сите. Дали поединечно на ниво на земји членки, дали на Европска комисија и така натаму, да нема нејасноти, ние ви гарантираме. Еве, сме подготвени да одиме, но да нема забуни по тоа. Па уште сме стигнале пред, вие не сметате од следниот месец веќе рамноправна членка, а потоа да има недоразбирање. Однапред ние да ви кажеме, ако се појави нешто такво, омаловажување, навредување, директни барања, јазик, идентитет, нема да ви помине. Ние ќе се откажеме. Вие мислете. Не ние да мислиме потоа, велам, ако прво дали ќе ни даде гаранција некој, па потоа и ако ни даде гаранција, па се изјалови тоа, некој друг бара, кој ќе каже јас не сум ви ветил тоа, па ние да објаснуваме, но ние имавме гаранција од овие, како може тој да бара, па не знам како ви бара тој, ви објаснете со него пак билатерално. Не, ние вам ви кажуваме, а вие размислувајте понатаму како сакате. Во таа смисла, значи, се битни пристапите повеќе кои ние треба ги имаме предвид, кој е на крајот од криштата најмалку лош. Затоа што велам, ние сме веќе во тој процес во кој направивме промени без своја желба. Значи, не е дека не сме напредувале. Како да се надградиме, ај така што ќе смениме име, сега сме многу подобри, поблескави. Како ајде да смениме знаме, ајде да смениме... Не, туку тоа беше исполнувањето на барањата, како и ова што е сега францускиот предлог. Не само едно барање. Повелете, добар ден. Добар ден. Се слушаме, поздрав, да. Исо? Да. Бугарија ги исполни сите барања од Брисел со тие 16 тужби? Така, па ете, велам, работи за кои може да се фаќаме, да. Да. И... Дека не се, да. Па и на нејзи го симнаа минатата недела постмониторингот. Да. А не ги исполни барањата така, значи може. Така да ја од ова денеска некој се обидува да направи, знаеш, мега демек успех, ја не гледам дека е мега успех. Баш ради ова, што на Бугарија исто го симна тој мониторинг, а она не ги исполни условите на Брисел за 16. Јасно, да. Она беше под закрила дека ќе воведат санкции, ради што не ги исполнат тужбите. Ама ети на нејзе тој. Така да не е тоа нешто големо, како денеска што се обидуваат некои да го представат, да го направат сензационален успех, ние не можеме да се справиме со 200 крави, а да не се му се повеќе. Меѓутоа, напред на твојот завршеток сакав ја имав коментар еден, а тоа е дека ова ти што го предлагаш, одамна се предлага. Ајде да почнеме, па ако не блокираат да застанеме и со здравие пријат. Добро, и тоа би било на ниво на некој консенсус. Но мојата теорија е ајде да почнеме да станеме пред вратата и да не одиме понатака. Знаете зашто? Затоа што не сме спремни. У која институција сега да почнете нас не ради бугарите, ради јазикот, нас било која институција ќе ни ја блокира. Тогаш и тоа ќе дојде до израз. Исполнувањето на квалитетите на владење на право. Знаете што е проблемот? Проблемот е ако почнеме, ќе почнеме да ги земаме парите од фондовите, ќе дојде контролата. Како што ги фатија дека ги крадат парите од ИПАРДот. Тука лежи проблемот. Затоа не сакаат да почнат. Од тоа се плашат. Затоа што сега крадат, никој не им води контрола, ги лажат овие како претходникот му кажуваат убави зборови и тој им верува слепо. Ама ако почнеме и ако застанеме, ќе дојдат од озгора. Така, да, благодарам. Значи, едноставно е она, велам, два пристапа.
водителот ви кажува, кога ќе ми гарантирате дека нема да навредувате, да прогласувате други за вакви и онакви, тогаш ќе почнеме емисијата. Или втор пристап. Јас ви гарантирам дека ако некој се обиде да навредува и така натаму, нема да му помине. Тоа е разликата, значи. Не почнуваме, додека вие не ми гарантирате дека ќе бидете како што треба. И не почнуваме и ќе си седиме така. Гарантирате ли сите? И може да седиме до недоглед. Или не, ајде да почнеме, а јас ви гарантирам и предупредувам. Било што излегува од рамка на темите, нема да биде дозволиво и јас не го прифаќам тоа. Ако треба ќе ја прекинам емисијата и ќе се откажам. Или ќе смените вие и ќе бидете пристојни. Тоа се пристапите. Затоа велам, треба да се размислува кој е подобар, кој е поефикасен за исполнување на целта. Повелете, добар ден. Евроинтеграција. Повелете, добар ден, да. Ало, добар ден. Се слушаме вие, сте повелете, да. Поздрав до вас и поздрав до вашите грачи. Благодарам. А што толку дадовте? Што сменивте? Викате вие, сменивме ова, дадовме ова. Знаме дадовме. Кој знаме? Кога тоа знаме било македонско? Добро, велам, барањата, не сме барале ние, не би смениле да не вие викате знамето го смениле, па тоа грчко знаме, гледаш дека на грчката болница Вергина. И зошто ма како може да имате сонцето и на маите го имате? Ама не може да се универзален символ, не може да се монополизира. Грчката армија да не нападне за тоа знаме. И сега што сакаме ни? И што се смени во Преспанскиот договор? За прв пат, господине, грците, слушали ме ако сакате. Ама слушам, внимателно. Грците ни опризнаваат јазикот и идентитетот во Преспанскиот договор. И Преспанскиот договор кој го направи? Го подпиша, меѓутоа зошто референдумот не испаднавте? Еве вие викате дека ни зема, па да испаднавте сите вие и да останеме на зиро. И потоа што ќе беше? Ајде вие направете анализа, сега сте Република Северна Македонија во уставот. Меѓутоа Македонија, химната е денесна Македонија се раѓа, значи денесна Северна се раѓа. Ако останеме Фиром, што ќе беше? Еве кажете вие, како водител, како гледам дека искусен сте водител и по политиката. Меѓутоа, што ќе беше по тоа, како со држава? Знаеш дека Сергеј Лавров, со еден американски висок дипломат, договара поделба на Македонија затоа што вака, вика Сергеј Лавров, го слушам како сега. Ваква како што е Македонија не може да постои. Ова не го знаете, ова е најважно. И зошто сега пратениците го сменил, не го сменил, знаев или јас го сменил. Пратеници, 80 пратеници, тоа се околу 600-700 илјади луѓе, значи ги поддржале, нив тие гласале за уставни промени да бидеме Република Северна Македонија. Значи, географска одредница е тоа, господин Исо. Поздрав. Благодарам, поздрав. Не велам јас ни земаа, туку велам спроведовме нешто не затоа што ние сакавме, туку затоа што тоа беше дел од исполнувањето на други барања. Не велам ни земаа, туку ние никогаш не би смениле ништо. И ова што велите, а што ќе останевме Фиром? Па не се ставивме ние Фиром, не избравме ние. И тоа беше прифаќање на барањата. Не можете вака да бидете, не можете онака. Не можете така да се викате, не може вакво знаме да имате. Сакам да кажам, не потекна ништо од нас. Потекна да се смени грбот, да се симне петокраката. А тоа е друго. Официјално не било барање, да речем. Но добро, тоа правиме што сакаме ние да направиме. А ова не било, ајде ние сега Фиром ќе се викаме, па што после ако неќе ни останело Фиром, и Фиром не беше наша желба. И во таа смисла, ниту сите велам тие промени, име и така натаму. Значи не е тоа, ние одлучивме како, па ние менуваме сега. Туку сето тоа е, значи, може тоа и да е добро, некои барања, промени, но не се потикнати од нас. И не потекнале. Ние може да констатираме после, види, добро било ова, добро што ни бараа да смениме, сега ни е подобро. Или сега ни е полошо. Но не сме се сетиле ние, не сме дошле ние на идеја, ајде да биде Фиром, ајде сега да смениме ова. Ке сменевме знаме, ке сменевме име, ке што? Ке имавме Преспански договор. Со сите оние, зошто беа и Могерини и сите. Да, сменете ги тие работи добро, еве ке ги смениме. А не затоа што ние сме се сетиле. Така да тоа е, велам, поентата. Јас не велам ни ова дека е земено нешто, туку ние спроведовме работи, промени на друго барање. Не сме се сетиле ние. Ти може да се добри или некако. Еве законот, гледате во Шведска така и ние. Добро, па не сме се сетиле ние. Добар е законот може би, или лош е законот. Ама е од таму од каде што сме го зеле.
Овде не само што сме го зеле, туку е барање, ќе го земете, вака ќе се викате. Или се едно, знаме, ќе направите друго. Повелете, добар ден. Ден. Се слушаме, повелете. Да, поздрав до вас, повелете. Сега вака Исо. Повелете, да. Ќе зборувам, ја видеј че е слободна темата. Ќе зборувам за агроз и за земјоделието. Мицко си кажа во една емисија дека бил задоволен од купните цени на тутунот. Али да го прашам ја Мицко Скилска, да се јавам колку пари гројзето откупено во Калвараци. Значи, 2 децени владее агрокомбинатот Тиквеш, еден олигарх се вика Свето Јаневски, уничило застосот и на затворена седница му даде 10% пари за откупни цени на гројзето. Значи, за ич пари гројзето не го земат. Тие човек 2 децени владее со агрокомбинатот Тиквеш и го уничи лозарството во Калвараци и пошироко во Македонија. Крајно време е Мицковски да преземе, да му се одземе тие агрокомбинатот и бараме ние обештетување за тие 2 децени што владее со агрокомбинатот Тиквеш и што го земат без пари и гројзо ги малтретира лозарите и останаа 30 милиона гројзе, така се става по нивјето, а Лазар Нанев го остави неготино по стечај, по вардарје и сега е ставен за инспектор по криминалот. Значи, Точковски треба да земе на одговорност, значи, поготово СВР Велес. Значи, криминалец, кој треба да оде на суд, е ставен инспектор по криминалот. Значи, подхитно треба да преземе ова влада за аграрите и за земјоделието. И најповеќе се инвестира во наталитетот и во аграрот. Благодарам, поздрав до вас. Добар ден, повелете. Добар ден, Исо. Поздрав, се слушаме. Ве поздравувам. Исто така, повелете. Видите сега, малку ми е смешно и абсурдно, го слушам народот како демонстрира. На тоа испаѓа, сите сакат да идат во рај, а никој не сака да умре. Сега, пазите, 1.400.500 сме со кучења и мачки, овие другите 7 милиона, 15 милиона, сите се снаоѓаат во тие држави, ние не можеме 30 години да излеземе од црнава дупка, бе. Дај малку замислите се до која е манава. Како другите држави успеваат, ние не можеме да успееме. Тие повеќе народ од нас, ние една шака народ. Капка во морето. Многу спаметуваат, многу злобен народ сме. Испреплетени црева. Ги оставија селата, дојдоа во град да живеат, па да згори ти паметуваат, филозофи се прават, завршуваат факултет преку ред. Најпаметен се прави, професор станал, декан станал, овој полицаец, командир, началник. Војска не одил, овој тоа, оној тоа, овој увладал, влегол во парламент. Катастрофа, мизерија сме, Исо. Треба да се погледнеме прво ние во гледало. Бугарите ни биле криви, грците ни биле криви. Ние сме таков народ, шантав. Таа професорката најческарно се произнесе, македонскиот народ е толку глуп како цепаница. Значи, професорката била во право на Канал 5, што се произнесе така. И сега ширеме демагогија овде. Најпаметни се правиме. Овој тоа да направи, не тоа да направи. Секој си гледа личен интерес во джепот да се стави. И јавните долгови има да ги враќате вие, не да ви откупуваат по ефтина цена, има и казни да плаќате, и даноци, и струи, и се, има да патете со тај мозок. Толку имам да кажам, Исо, биди ми поздравени, се најдобро. Благодарам, поздрави до вас од тоа што еве, јас се оградувам од, па и емисијата воопшто, од коментари на други или на други медиуми, особено кои може да несат вознемирувања и сериозни реакции, несогласувања, кога се во контекст генерално велам, генерализирани, глобални. Така да, со други зборови, сите изјави, коментари се на оној кој ги кажал и
се негова одговорност и обврска за да ги објасни, да речеме, понатаму. Не е да ги објаснуваме ние. Повелете, добар ден. Ало? Да, повелете. Добар ден, господин. Добар ден, поздрав до вас. Ја накратко ќе кажам за неколку мои мислен размислување за неколку теми. Така. На Гордана Силјановска, мислам, не знам, нема више муабет, нема више негова збор пофална. Само треба да се срамни како председателка, како ќерка на еден првоборец кој бил измачуван од балистите, преживеа на ранет едно другите и работи така кој се борил за Македонија, за слобода за Македонија, против непријателите, против криминалот за владе, живеат македонците, таа потпишува еден закон на брзина кој е најпогоден. Вчера пратев и по анализи некои правници, најпогоден тој закон бил за му се одесни да му се спасите Сашо Мијалков. Не знам колку милиарди тој човек да знае колку украл. Значи Сашо Мијалков има толку пари да ги поплати и дури председателката да ја подкупити, премиерот и така натака. Што се однесува и пак мене се срамам и гнасми и некако ќе слушам навивачи продадени души од СДСМ и ДПМН ги штита своите партии. Јас сум гласал из една за друга партија кога ветувале за подобро Македонија. Меѓутоа ветувањето не било ништо како и за оваа партија што бев гласен, јасен, јавно да гласа и за Гордана и за Пицковски, меѓутоа од ветувањето ништо не сторија. За кого да гласам? Нити се донесе закон, нити донесе иницијатива за промена, враќање на името на уставот, за раскинување договорите, нити го ослободија бранителите, нити ништо стори економски развој, ништо не се стори. Едино што сум така расположен и ме обрадува што за тој што најавил градоначалникот за Кичо, за кого најавив и апелирав да се предложи да биде градоначалник кој му го предадов моите гласачи кои го успеа да гласат за него, едино тој позитивно нешто прави и работи во Кичево. Благодарам, поздравете, убаво да се слушнат добри вести, се надеваме ти резултати ќе видиме. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Се слушаме, поздрав. Поздрав, Исо. Исто така, повелете. На телефон еден северен граѓанин. Повелете, добар. Види, слушав југокомунисти самоуправувачи се јавува 90%. Југокомунисти самоуправувачи. Па се јавува една колонистка од автокомандо, па еден бугарин, не знам од каде некое село тамо, викам, хајде еден северен граѓанин да се јави. Ево јасно да биде. Знамето и бивша Југословенска република Македонија е резултат на владењето на Чиро Глигоров. Он го направи тоа. Транзицијата не е на Бранко Црвенковски, на Чиро Глигоров. Он рече, фабриките ќе ги дадеме на нашите директори, пошто има искуство. А тоа беа се комунисти. Од кога се правеше комунизма. Името го смени идентитетот Зоран Заев. Значи се комунистичка работа. А зошто? Зашто сакаат без работа добро да живеат. Комунистите никогаш не се работили. Они се господари. А работеаше мизерните луѓе. Сега да ви кажам друга работа. Македонија, зашто него името враќа, чека одреден момент. Во тек ќе стане тешка трета светска војна, нуклеарна војна. Тога ќе ослабне и Америка и Европа, тога ќе го смениме името. Сега не смееме, оти одмак ќе ни турат санкции, одмак бомбардирање. Како ќе го смееме? Тоа треба да се оцену и на тоа се работи. Второ, комунистите, за да не работат, они се неработници, ама да владеат, да живеат добро, се ќе направат. Не име да сменија, не нација да уништија, не држава што растурија, него и сега работат против државата. Да дојдат на власт, да живеат, а да не работат. За нив други да работат. Ви благодарам. Исто уште едно прашање. Да. Ајде, добро, истече времето во друга прилика, иако, не знам од каде Заев комунист, предприемач, бизнисмен, пред се би рекол, со пазарна економија, капиталист, отколку комунист. Мислам, или вистински комунисти се едно, да биле, веројатно не би, едноставно, не е споиво комунист
да се однесува капиталистички, а и обратно. Повелете, добар ден. Почитуван водителу. Кажете, да, повелете. Душа боли и пече. Докаде ние ќе одиме вака со ова размислување на овој нашиот парламент? Да ја ставиме владата и пратеници. Кажете, почитуван водител. Еве гласно прашувам, еднаш за секогаш. Ако ветеното од премиерот се вратеше името по старо, дали ќе го живееме сега овој живот? Па ние, почитуван водителу, сме без потреба во некој раскол. Ќе го вратиме името, вети, ништо тоа. И еве сега до каква состојба дојде. И сега уште поголема поделеност помеѓу народот. Да се врати името или да идеме кон Европа. Па ве молам, почитуван водителу, еднаш за секогаш ние ќе кажеме пред себе дека имаме фалинки во нашата историја. Па тие фалинки доведуваат до овие последици. Забораваме ли дека ние, кога изби војната на ниво на Југославија, пак ќе кажам, бесме оставено бебе на раскрстица. Никој не беше загрижен. По верска основа, пак ќе кажам, русите не мрднаа со прст. Кај бесме, почитуван водителу? Што некој посака од Господ даде маршалот Тито не стави во Југославија. Која Македонија сме биле ние пред тоа? Ве молам, ако имаме искрена душа и срце да кажеме, која Македонија? Кој не е сапел? И виднавме Македонија и благодарение на Киро Глигоров и на генерал Аджич после војната за 24 минути Македонија ќе ја снемаше од Југославија. И сега Господ ни дал вакво нешто и него цениме, него користиме во позитивна насока и правец. До кога вака јас не знам. Благодарам. Благодарам, да, поздрав, повелете, добар ден. Ало, Исо. Кажете, да, повелете, добар ден. Ајде, малце безпомната, еве сега ме сврти муабетов од предходниот. Значи, толку непознавање на македонската историја не може македонец да има. Значи, дупки во историјата. Какви дупки, човече, значи овие околу нас немаат историја, затоа ни ја крадат, толку ли не сте свесни? Па гледајте оригинални документи. Па во Берлинската тамо библиотека постојат 150 томови со името Македонија пишува на нив. Не се пишуваат 150 томови за територија, се пишува за народ. Во Лондон е забрането да се истражува на амбасадорот германски му забранија да истражува за Македонија. Зашто му забранија? Затоа лажната историја на соседиве да испаѓа вистинска, да не пробие вистинската. Сами се понижуваме такви луѓе наоѓаат странциве и затоа не можеме да мрдеме напред, а не за друго. Тоа анкетата, кажа ти и се не те пратев, дека 11% од граѓаните се бугарите да влезат во уставот. Так, да, за анкета. Значи, 11%, тие се 11 души овде што се јавуваат. Другите се против. За уставни измени, да, добро. Да. Што се другите, малоумни? 89%. Овие 11 се најпаметните. Како тоа, дај да ги внесеме па да почнеме. И после ќе прекинеме, ма бугарите ќе ти останат во уставот. Со здравје да си го носиш. Оди извади ги после од уставот. Стекнато право не се губи. Мислите ли малце што зборувате? Жив зиен сте за државата. Значи, поголема штета нанесувате вие што се јавувате во емисиите од Заев и Ковачевски што нанесува. За Глигоров не сакам ни да зборувам. После 45 години го донесува од Србија, не беше стапнат во Македонија. Утва го донесе тука и ете што ни се. Благодарам, поздрав, повелете, добар ден. Повелете кој ни е следен, добар ден. Поздрав до телевизија 24. Благодарам, поздрав до вас, повелете. Видете, кога ќе навлеземе во вакви тензии, препирања, имајте предвид дека проблемот не е, барем сега моје мислење кажувам, не е политички, нити економски, нити општествен, туку е психолошки. Сега ќе речете зошто психолошки е проблемот? Затоа што секој она што си го носи во себе, му го предава и на другите. Ако вие имате почит и достоинство, ќе му дадете на другите почит и достоинство.
Ако вие носите во себе знаење, самоувереност, самопочит, и тоа ќе му го дадете на другите. Но ако во себе носите гнев, ако во себе носите омраз, ако во себе носите зла намера за да му наштетите на друг, тоа и ќе го истурите врз другите. И тоа јасно се гледа и кај некои, ајде ќе ги оставам гледачите настрана, еве кај Најчевска беше спомната со таа квалификација и таа ја повторува. Но интересен е тој моментот кога ја кажува таа констатација за македонскиот народ. Знаете кога ја кажа? Кога нејзиниот сопруг остана без работа, односно го избрка од чешката амбасада. Тогаш во тој момент нејзе и текна дека македонскиот народ е глупав. Пред тоа не беше македонскиот народ глупав. Така и моментот се поклопува, знаете, од некоја користолюбивост, од некој интерес. Иначе јас ако тргнам така да генерализирам, имате нации каде што е легализирана дрогата, па можам да речем, тој народ е издрогиран. Ама не велам така. Затоа што не е така. Но гледате, кога немате аргументи, што се почнува? Со навредата, со спинот, или на наше македонско извртувањето. Ќе истече времето, ви благодарам, поздрав и до слушање. Секако повелете, добар ден. Баш прибележувам кој... Добар ден и убав ден и вам. Повелете. Па вака сега, додека бевме ФИРО, значи не пишеше во личните карти дека сме македонци. Барем тоа го имавме. Сега имаме коса црта. Значи, еве, некоја придобивка, мада и тоа не е во ред, меѓутоа, ајде, пак имавме нешто, бевме означени, значи имавме некоја национално, сега го немаме ни тоа. И сега овие што се ЕЗС, која сакаат да прават треба да одат во, кажи го, на Халкидики, таму да се соберат и конгрес таму да си прават, затоа што повеќето од нив таму се со апартмани и што ти ја знам ред други работи, парите ги изнесуваат таму, нашите пари овде од Македонија, и што сакаме ние кога нашите пари самите ние ги изнесуваме во друга држава. Значи едноставно Европската унија ние ја помагаме, а не они нас да не помагат. Сите пари и патриотизам не иде заедно. Значи еве ти го тоа. Така да тука има многу контрадикторности. Што се однесува за Европската унија, па еве Европската унија што сакаме, видете госпоѓата што е главна модерини на фон дер Лајен, се извинувам, на Европска унија, отиде во Индија, дури се облече таму некоја национално, значи отиде да моли. Отиде во Кина, гледате што прави Британија со Кина. Значи нас ни забрануваат Русија и Кина, а они оди таму молат и прават договори, значи да екзистираат. Што било тие, значи нема екзистенција оваквото. Значи за нив може све да се направи, за нас не може. Ние како ќе бидеме, така нека биде. Значи ние да даваме милиарда за храна, за надор, ова е катастрофа невидена. Значи зашто тие пари не се поделат овдека на нашите земјоделци? Не е тачно дека не ќе луѓе да работат. Има пуно што сакаат. Па дајте им тие. Благодарам, поздрав до вас. Повелете, добар ден, кој ни следен. Добар ден, господин Со. Повелете, ве слушам, да. Ве поздравувам. Исто така, повелете. Видите, вака, ја ќе кажам неколку збора за новиот кривичен за закони што го донесува ова вчера или завчера, која вчера го донесувам, а мислам дека денеска председателката го потпиша. Овој кривичен законник е, видите, само некоја модификација, некој шминкање малку. Јас се чудам зашто не можеме ние 2 години. 2 години поминаа со оваа влада да се донесе еден кривичен законник. Стварно по европски терк. А ние само крпиме. Верите дека со тој претходниот кривичен законник што го донесува со европско знаменце, највеќе хар има оние што беа под истрага, ако и текнува. Бидејќи нивните дела застареа. Овој законник е сега нешто далеку подобар, бидејќи се зголемија казните за семејно насилство, се зголемија казните за ова младелешка порнографија, исто така се зголемија казните и о собраќајните
за се враќаат. Бидејќи сведоци бевме какви ова све пресуди се начнува за која беа со смртни случаи. Сакам да кажам дека неколку збора како ќе се третираат овие предмети кои сега ќе се формираат за времето, за тоа кога владееше тој стариот законник. Навистина ќе биде многу тешко, бидејќи овие ќе бидат обвинети сега, ако има такви, а ќе има, верујте дека они ќе решат, јас сакам да ме судите со стариот законник. И навистина тука ќе биде многу тешка работа. Благодарам, поздрав до вас. Добар ден, повелете. Веќе сме на крајот. Да, интересна, динамична, жешка дискусија, но мислам ќе се согласите сепак со бирање средства. Држиме едно ниво и токму тие коментари ги прибележував по однос на суштината, квалификации, аргументи, како анализираме, како ги бираме фактите. Навистина би требале, особено за да оствариме целта, да дојдеме до онаа вистина, да ги бираме само фактите, не оние кои ја подржуваат нашата вистина, она што сакаме, во што ние сакаме да веруваме, а го игнорираат сето спротивно. Туку сите факти, во таа смисла, не е еден медиум. Влијанието на медиумите е битно, но не треба да биде пресудно. Овој медиум така кажал и така, и ќе погледнам и друг. Значи, едноставно, да не земаме аргументи кои се даваат еднострано и пристрасно согледување на ситуацијата. Туку што повеќе, за да можеме да добиеме пореална приказ на стварноста и да придонесеме во решавањето на проблемите, јакнењето во довербата на институциите и во процесите кои се пред нас, а не само да влегуваме во дополнителен клинч. И мислам дека е добро во таа смисла. Е динамично, се ставаат доста аргументи и да се надеваме и дека и ќе има и резултат да се придвижат тие процеси со таква енергија која ја даваме и се посветуваме. Благодарам што и денеска го изодевме ова наше време токму заедно. Ви посакувам пријатен викенд и ве поздравувам сите и оние кои не следевте и поканувам да останете со Телевизија 24. Довидување.